Претходно одиме со нешто интересно од центарот на градот. Колегата Оливер Иванов, кој утрово е дежурен репортер, ни се јавува од терен да не го најави петиот форум за екотуризам во Македонија, кој ќе се одржи оваа сабота, ќе дознаеме за потенцијалот на нашите национални паркови и како можеме да го развиеме екотуризмот. Оливер, добро утро, ти ова утро си со соговорник кој ќе зборува во живо на оваа тема, како што споменав, ќе посветиме минути на тоа што представува пред се екотуризмот и колку македонските национални паркови се привлечни за странските туристи и дали Македонија има потенцијал за развој на екотуризмот. Така, добро утро, Иван, и на вас во студиото. Поздрав и до сите гледачи на нашата утринска програма Јас сакам Македонија. Така како што споменавте вие во самата најава, ние ова утро се наоѓаме пред хотелот Александар Палац, каде што оваа сабота со почеток од 10 часот ќе се одржи петиот форум за екотуризам преку регионални практики, каде што ќе се дискутира за потенцијалот на овој вид на туризам преку споредба со практиките кои што се покажале како успешни во регионот. Форумот е во организација на Сдруженијето Еко Партнер, за повеќе околу тоа што представува самиот концепт на екотуризам, колку националните паркови во Република Македонија се привлечни за странските туристи, дали Република Македонија е земја со потенцијал за развој на екотуризмот. Ова утро ќе поразговарам со доцент доктор Љупчо Јаневски, кој што е еден од панелистите на овој форум. Добро утро и добро дојдовте во нашата утринска. Добро утро, поздрав до водителите во студиото и до сите гледачи на утринската програма на Сител телевизија. За почеток, пред да преминеме кон она што ќе се дискутира на овој форум за екотуризам, би сакал да ве прашам, односно овој разговор да го започнам со тоа што представува самиот концепт на екотуризам и што истиот опфаќа во себе. Благодарам за прашањето. Многу пати се зборувало на темата дека Македонија има потенцијали пред се за развој на руралниот туризам, што секако дека е точно, но екотуризмот како дел од руралниот туризам и под капата на алтернативните форми на туристичката понуда има исто така голем потенцијал, но и големи можности во Македонија. Постпандемиските мотивација за туристите да патуваат, малите групи, барањето на нови дестинации, откривањето на нови места, патувањето во кругот на своето семејство, но и сместувањето во руралните капацитети кои што се од помала форма, овозможуваат развој на екотуризмот. Во последните десетина години како форма е едно од најбрзо растечките во светски рамки, дури пред се во земјите од кои што се ниско развиени. Екотуризмот представува дури 60 до 70% од нивното БДП. Зачудувачки големо, но вистински. Екотуризмот овозможува патување во природата и нејзина заштита. Всушност, екотуристите се луѓе кои што овозможуваат друга перцепција на туризмот, но исто така со заштитата, под заштитата на екологијата се сместуваат во екосместувачки капацитети, веќе се формираат првите екодестинации, пред се подсетата на заштитените подрачна, националните паркови, бидејќи Македонија во овој момент е заштитена, има територија од прилика околу 13% со строга заштита, национални паркови или заштитени подрачја, што возможува одлични услови, но и практикување на екотуризмот, кој што во овој момент се практикува многу малце. Екотуризмот е еден, претпоставувам, широк концепт кој што опфаќа со себе и одговорно патување и заштита, претпоставувам, и на оние природни богатства, а екотуризмот како тренд е огромен во глобални рамки, односно најдовте некои податоци дека дури 20 до 30% од глобалната бројка на туристи се всушност екотуристи. Па во оваа прилика би сакал да прашам колку екотуризмот е присутен на ова нашето конкретно во регионот, во Македонија, дали имаме доста екотуристи кои што ја посетуваат Македонија? Според моите истражувања имаме голем број на заинтересирани туристи токму да го практикуваат екотуризмот. Но исто така имаме многу голем број на рурални сместувачки капацитети и домаќинства кои што го практикуваат екотуризмот, но не ја знаат неговата форма. Генерално гледано, екотуризмот треба да се развива во националните паркови и заштитените подрачја, пред се преку брд вочингот, во фотосафарите кои што се едно од најбрзо растечките.
дури во одредени услови имаме урбан екотуризам. Нашиот градски парк изобилува со многу растенија, многу различни дрва, исто така голем број на птици кои што се гнездат, се преселници или се во текот на годината. Едноставно треба само да ги погледнеме, да ги сликнеме и да ги споделиме на социјалните мрежи. Голем број на екотуристички друштва, голем број на заљубеници, луѓе во природата го практикуваат екотуризмот. Ако направиме една паралела помеѓу класичниот, можеби, туризам и екотуризмот, ќе видиме дека екотуристите повеќе се задржуваат во дестинацијата, повеќе вонпансионски трошат, се до оној момент додека ја постигнат својата цел, повеќе се приврзаници кон активните форми на туристичката понуда, исто така патуваат во мали групи, што е многу значено за руралните места и вон градските средини, бидејќи знаеме нивните капацитети и можности колку се. Сепак сакаат да се социализираат со локалното население, да посетуваат локални манифестации и на тоа поле ние во наредните можеби 5 и 10 години треба да се фокусираме. Всушност на Македонија и се потребни се повеќе алтернативни форми на туристичка понуда, поголем број на сместувачки капацитети во рурални средини и фокусирање на екотуризмот и млади генерации кои што ќе го практикуваат. Генерално, одржливост на дестинацијата почнува со екотуризмот. Самиот број на национални паркови кои што постојат во Македонија говори дека Македонија има огромен потенцијал за развој на овој туризам, но колку е тој искористен, што треба да се направи во насока на искористување и подетално развивање на тој потенцијал? Според моите последни истражувања кои што ги искористив за мојата докторска дисертација, само 11% од испитаниците кои што го практикуваат, сме ги детектирале дека го практикуваат екотуризмот, вистински знаат што представува екотуризмот. Само 7% искористиле европски фондови кои што се наменети за екотуризмот. Генерално ние многу треба да работиме на едукацијата, треба да работиме на меките мерки. Всушност еден проект кој што изминатите години повеќе се зборуваше, дури беше донесен и од претходната влада, е 50 села 50 рурални приказни. Овозможување веќе на едно државно ниво да почнеме да го развиваме руралниот туризма, да секако и останатите форми кои што се практикуваат со самиот, како што се агритуризмот, екотуризмот, алтернативните форми на туризмот, винскиот туризам, гастрономијата, нашите јаки страни кои што ги потенцираме, но некако се уште не сме ги почнале да ги развиваме или се во многу рана фаза на практикување на истите. Токму и петиот форум кој што ќе се одржи во сабота ќе може да детектира, но и да покаже практично регионални практики, поголем број на стручни и елоквентни лица кои што ќе зборуваат на оваа тема, секако каде е регионот, каде сме ние, што треба да направиме и да ги земеме нивните практики и многу брзо да ги примениме кај нас. Всушност Македонија се уште не открина туристичка дестинација за голем број на европски, па и регионални туристи. Короната кажа дека е неоткриена туристичка дестинација на самите себе си, бидејќи тогаш можевме да патуваме токму кај нас. Сепак треба да ја покажеме на вистински начин. Многу пати зборуваме дека треба да се грижиме за екологијата. Јас велам, но и секако е што секако е повеќе од половина вистина. Каква држава ќе создадеме, во таква држава ќе живееме. Ако кои форми туристички ќе ги практикуваме, тоа ќе го оставиме на генерациите после нас. Ги споминавте оние регионални практики кои што се покажаа како успешни во регионот, што би можеле ние да научиме од тие регионални практики, што еве се покажа успешно во земјите од регионот, кои што би можело лесно да се имплементира кај нас. Бидејќи се стремиме кон Европската унија, всушност ние треба да создадеме во локалните самоуправи поголем број на тимови кои што ќе помогнат на заинтересираните мештани кои што сакаат да го практикуваат туризмот во вистинска смисла на зборот. Всушност да ги искористат потенцијалите кои што ги имаат, да ги реновираат своите сместувачки капацитети и да веруваат повеќе во државата. Всушност да градиме мостови едни меѓу други. Мостови кои што ќе овозможат одржливост на дестинацијата, мостови кои ќе овозможат иднина за новите генерации. Туризмот и тоа како може да
да представува голема силна алатка во македонската економија. Регионалните практики се тука. Моите колеги, професори, стручни, елоквентни лица ќе зборуваат на таа тема во два панели. Првиот панел ќе биде повеќе насочен кон тоа што е направено, тоа што треба да се направи и моменталната состојба во Македонија и во регионот, колку и како е јак екотуризмот, колку може да генерира вонпансионска потрошувачка и токму практики кои што не се толку далечни. Ако пред 30 или 35 години во француските Алпи мака мачија со миграцијата, веќе сега или во последните 10 години мака мача со вработувањата и луѓето кои што се од другите градови, од урбаните средини доаѓаат во текот на годината да работат. Всушност, руралниот туризам и екотуризмот, покрај тоа што овозможува заштита на природата, заштита на природните и културните богатства, овозможува добро презентирање на флората и фауната, овозможува и нови работни места, овозможува и намалување на миграцијата, овозможува и развој на локалниот економски потенцијал. Тоа е тоа што ни е потребно, на тоа поле треба да работиме. Тоа сметам дека во наредните 5 до 10 години ќе овозможи да биде туризмот, генерално кој што веќе во македонската економија во 2023 година би докажа уште еднаш со повеќе од 4% во БДП и 598,5 милиони долари прилив во туристичката индустрија во нашата економија, дека може да биде една од гранките кои што ќе донесе поголема стабилност и раст на бруто домашниот производ. Го споменавме, нели, петиот форум за екотуризам преку регионални практики кој што ќе се одржи ова сабота. Во прилика би сакал да прашам дали истиот е отворен за посетители и што ќе имаат прилика сите да слушнат на овој форум, зашто ќе се дискутира и што ќе биде на дневен ред на истиот. Благодарам на прашањето. Форумот е од отворен тип, започна во 10 часот, сите заинтересирани може да се регистрираат и да присуствуваат и да ги следат двата панели. Првиот панел ќе биде повеќе стручен, ќе зборуваме за регионалните, европски и македонски практики на оваа поле, со еминентни професори од Хрватска, од Србија, од Македонија, додека вториот панел ќе биде применети практики, кои што на некоја одредена точка се многу допринесува екотуризмот, токму во Македонија. Па ќе имаме практичари кои што ќе бидат од винската индустрија, тука ќе ни бидат исто така гости од Ресен и од повеќе градови од Македонија. Секако поголем број на градоначалници кои што заеднички работиме на апликација, но и на реализирање на повеќе меѓугранични проекти. Се надевам дека токму во сабота заклучоците ќе ни бидат доставени и до двете министерства кои што највеќе имаат допирни точки со овој сегмент на туристичката понуденост на руралниот и на екотуризмот. Тоа е Министерството за земјоделие и секако ново формираното Министерство за култура и туризам, кои што според мене се круцијални во развојот на руралниот и на екотуризмот. Поставам некои со отварањето на прашањето за екотуризмот на повеќе вакви форуми ќе може да се направи нешто за неговиот понатамошен развој, искористување на неговиот потенцијал. Јас сум сигурен во тоа. Ако во 2011 година низ бројки туризмот во македонската економија и бил 0,2% од БДП, веќе 2023 година завршивме повеќе со 4%. Ако 30 до 35 илјади луѓе, односно 4,7% од вкупниот број на вработени во нашата Македонија, се во делот на туризмот и угостителството, зошто таа бројка да не расте, а секако туризмот директно или индиректно возможува влијание во повеќе од 20 економски гранки. Јас сум сигурен дека еднината на туризмот, ако вистински го развиваме низ една долгорочна стратегија која што долго време очекуваме и новата стратегија за рурален туризам во која што многу голем дел ќе биде екотуризмот, ќе овозможиме развој новија гранки. Но нема ништо да биде тоа ако ние не веруваме во тоа што ќе го сработиме, не веруваме и не го имплементираме. Всушност, ниту една стратегија не се имплементирала сама, туку се имплементирала токму со нас, со луѓето кои што треба да го направиме тоа. Па така не требаме некој друг да го направи, нити да чекаме да го направи тоа место нас. Ние сме тие што треба да ги засукаме рекојите и да развиваме Македонија на вистински начин. Благодарам многу за овој разговор и посакувам успешен настан оваа сабота. Благодарам и на вас на поканата. Да уживаме во овој прекрасен сончен ден, пријатен ден на сите гледачи на сите телевизија. Благодарам уште еднаш, а ние Еден и Иван, доколку имате никое дополнително прашање, во оваа прилика би се одјавиле до следното вклучување во живо.
До следното вклучување во живо, Олип, до 8 часот и 30 минути, кога ни носиш уште една актуелна интересна тема. Поздрав до тебе и до твојот гостин. Ви благодариме за тоа што имавме можност да слушнеме повеќе за настанот кој оваа сабота ќе ги обедини сите чинители кои што сакаат да се занимаваат, да се пробаат и да го промовираат екотуризмот кај нас овде. Ти благодарам.